извештај за слегувањето на Духот Свети, како приметивте, браќа и сестри, немаме во Евангелијата. Читавме и слушавте една перикопа која е за празникот Педесетница, ама воопшто не е за слегувањето на Духот Свети. Извештај за слегувањето на Духот Свети имаме во делата апостолски. И апостолот што го читавме е целиот како извештај за тоа што се случило на Педесетница, кога биле собрани апостолите и како Духот Свети слегува на нив. Она што денес би сакал да се задржам не е ни еден историски настан за тоа како слегува Духот Свети, туку за тоа како Духот Свети пребива меѓу нас, како живее меѓу нас, подобро речено, како ние живееме со Духот Свети. Затоа што после вознесението Христово, Духот Свети остана да пребива со сите нас во црквата Божја, повеќе од 2000 или колку, скоро 2000 години, и тој Дух Свети ја подготвува ситуацијата за второто доаѓање Христово. Односно, сите нас не подготвува. Ние, браќа и сестри, сме собрани во Духот Свети, зашто без Духот Свети, кој е жицата, односно силата која не спојува сите нас, ние не можеме да бидеме црква, ќе бидеме разединети, како што можете да видите колку е разединет светот во кој што живееме. Се соединува само таму и тогаш, кога ќе има некаков интерес. Ама Духот Свети нас не прави секогаш да бидеме соединети. Соединети прво со Господа, а тие што се соединети со Господа, соединети се меѓусебно. Тоа е најважното што го прави Духот Свети во овој свет. И тоа е неговото дејство. Ние многу малку знаеме за Оца, кое е неговото дејство. Знаеме дека го раѓа Синот, го исходи Духот Свети и скоро ништо друго не знаеме. Знаеме малку повеќе за Синот, затоа што тој поживеа на земјата и го остави своето учење, кое е Божјо учење, ама за Духот Свети кој е присутен толку векови со нас, да не кажам дури од стварањето на светот присутен е во светот. Исто така многу малку знаеме. А зошто многу малку знаеме? Затоа што ни ја покажува смиреноста Духот Свети која треба да ја имаме ние како соединети со Него. Значи, многу пати тоа може би сте го слушале од мене, дека човек сака да прикаже дека направил или негово е, дури она што не е негово или она што не го направил. А Духот Свети не е така, се крие, гледат. Не можеме да го видиме, тешко му е, велите, да се покаже како гулав. Како што се покаже на богојавление. Ако никако, поинаку барем така во некоја икона да се покаже. Ма ни тоа не го прави. Затоа што сака да остане позади, скриен, смирен. Тој кој се прави, сака да остане смирен. А ние кои многу малку правиме во животот, сакаме да го истакнеме тоа на прв план. Како кој знае што да правиме. Треба да се поучуваме од Духот Свети. Тоа е меѓу нас.
зборовите Христови ги читаме во Евангелието, се поучуваме од нив и тие се врв некој до кој може да стигне човештвото воопшто. Меѓутоа, Духот Свети ни помага тие зборови да се остварат, зашто нам ни е потребна помош, ние сме слаби, крхки битија, ние не можеме туку така да речеме ќе исполниме цела заповест од Духот Свети. Можеме да речеме, ама особено е тешко за тој што направил подвиг и што видел колку е тешко да каже така дека сам може нешто да направи. Правиме се во Духот Свети. И тоа е многу важно да го разбереме. Ние, христијаните, живееме во Духот Свети. Ке да рече некој како живееме во Духот Свети, кога ниту го гледаме, ниту можда може некој да го распознае кој е Духот Свети. Живееме во Духот Свети, браќа, зашто не можеме без Духот Свети воопшто ниту да издишеме еднаш. Тој ни ја дава животворната сила, тој ни дава енергија, ама ако ние го согледаме тоа и сватиме дека не е наша автохтона енергијата која носиме во животот, туку Духот Свети ни ја дава, тогаш ќе можеме поинакви аршини да имаме за животот. Односно, поинако да го гледаме живот во неговата полнота, каков што е во суштина. Вака, често пати се занесуваме кога ги гледаме некои наши успеси. Тие не занесуваат и не велат, види колку голем си, види колку големо нешто си направил, а забораваме дека без Духот Свети тоа ни мислом на именка не можеше да биде. Духот Свети ни го прави тоа. Тој Дух Свети Господ не го оставе до крајот на светот да биде со нас. Значи, без Бога, ако си заминеше Христос, како што си замина на вознесение, и не дојдеше Духот Свети, што ќе можевме ние да направиме? Која ќе беше шансата наша за живот вечен? Која ќе беше на крај смислата на нашето постоење? Ама со Духот Свети се добиваме, затоа што Духот Свети не просветлува. Тоа е наше просветлење. Често пати, дури и човек кој не е во црквата, може би ќе го слушате, ќе рече, ме просветли нешто. Кој го просветли? Нешто или некој го просветли? Духот Свети. Духот Свети действува и дише каде што сака, не само меѓу крстените. Ние, крстените, секако имаме многу поголема шанса да бидеме во Духот Свети. Ако не отпаднеме, секако. Меѓутоа, онај дел на миропомазание кој се нарекува така, а се спојува со светото крштение, е во суштина дарување на Духот Свети на тој што се крштева. И затоа секој од нас потенцијално ги носи сите дарови од црквата. Не може да се рече дека само за едно е натарен или друго. Тоа е друго што во животот една или друга или трета гранка ќе протежираме и во тоа ќе бидеме подобри и пак како заслуга на Духот Свети кој го поддржувал. А ако некоја друга гранка сме протежирале, ќе бидеме добри во тоа. Што значи сите дарови ги добиваме денот на крштението, затоа што Духот Свети го примаме. А штом го примаме, Духот Свети се примаме. Нема нешто да остане непримено. И кога го примаме, Духот Свети
ние можеме да се стремиме кон совршенство. Зашто тоа е смислата на животот. Да се напредуваме до таја мера, до мерата на совршенството. Таа мера на совршенство никој не може друг, браќи и сестри, да ни ја даде освен Духот Свети. Духот Свети е тој кој може да не поттикне и да не во соврши истовремено. Тој е воссовршител и тоа е неговата економија во овој свет. Да не воссовршува и да не прави совршени битија. Затоа го благодариме не само денеска, на денот кога тој слегува на апостолите, туку на Духот Свети му благодариме секогаш, секој ден, зашто тој е со нас. Ако ние навикнеме да го препознаваме и да живееме со него, тој секој ден е со нас. Секој момент, малку е да речеме секој ден, секој момент од денот е со нас. Ако тоа знаеме да го живееме и да го препознаваме и да му даваме чест за тоа, тој ќе остане и ќе пребива во нас, зашто почнува да пребива во нас од денот на крштенијето. Милоста Божја да биде со сите вас, браќи и сестри. Господ да ве чува и Духот Свети да биде секогаш со вас. Да сте здрави и живи во вековите на вековите.